Звучи можеби нестварно и како за Гинисов рекорд, но вистината е таа. Зоран Костевски, патеписецот од село Рилево, Прилепско, за 30 години направи 1200 видеорепортажи за македонските села. При тоа, пасионираниот љубител на македонската традиција влезе во точно 1675 македонски домови. Така пред се голема благодарност до гледачите на регионалната телевизија Старошти и голем поздрав до моите соселани ширум Македонија. Инаку 30 години патувам низ Република Македонија. Имам поминато за овие 30 години 1675 села, за кои што имам направено некаде околу 1200 репортажи. Ете, малку накратко, јас сум иначе по потекло од Прилепско, од едно убаво село во Долденската регија, селото Рилево, кое што во 1971 година броело 160 куќи, 1700 жители, и првата репортажа таму некаде 1991 година, тогаш во Радио Скопје, во емисијата Глас од татковината и нашите сонародници во странство, ја направи првата радио репортажа, а потоа кога отидов во телевизија, тогашната радио телевизија Скопје, во емисијата Добро утро Македонија, значи ете со камера, со тонец, со светител, со цел тим во тој временски период, ја направив таа моја прва репортажа, а потоа во документарната програма исто на македонската телевизија, таму 10 години. Потоа кај Велија Ранковски во А1 телевизија, таму 9 години. И еве скоро 12 години со продукцијата Маријово филм. Костевски за себе вели дека е човекот што ја познава душата на сите македонски села. Па вака едно, да бидам реален, ги знам сите Обрчугов села, секоја педа земја сум ја прошетал. Меѓутоа едно бе рекол дека оние историографски документи кои што ги имам во овие мои репортажи, тие историографски записи ги наоѓам пред се од многу учени луѓе кои што биле патописци во етничка Македонија, како што е Ебли Челебија, како што е Верковиќ, Канчов и еден од најголемите антрополози и географи, не само во македонски и балкански, туку и светски размери, доктор Јован Трифуновски, кој што веќе не е меѓу нас живите, почина таму некаде 1992 година. Јован Трифуновски има напишано историографски записи за 5000 села во етничка Македонија, значи околу 2000 села во Република Македонија, 2000 села некаде во Егејска Македонија, 500 во Пиринскиот дел и уште 250 села во Гора, во Мала Преспа, во Голо Брдо и рече го, тука ги црпам тие извори, а да ќе ви кажам, реално се гордеам што кога патувам по нашите села, се уште наоѓам оние стари крштални книги, каде што поповите ги заведувале бебината кога се раѓале, значи со име и презиме. Исто така и венчавките ги забележувале со име по презиме, така да се гордам што таа документацијата ја пренесувам во моите репортажи. Стварно нема место кај што не се убил. Ако ме прашуваат кој е село најубаво, нашата Македонија е убава. Имаме ние и реки, и падини, имаме планини, имаме полини, имаме долини, а пред се имаме убав наш македонски народ, а пред се бе рекол, нашиот селанин има своја филозофија на живење, нашиот селанец, кај него, тој кога навечер кога ќе заврши со работата, кај селаните работно време нема, 24 часа, меѓутоа кога ќе се прибери дома, тој никош во својот живот не се гордел колку пари ќе заработи. Туку тој се гордел навечер кога ќе му се соберала фамилијата, колку членови на фамилијата има, кое детенце се родило, колку јагнина се објагниле, колку јарина се објагниле, колку пилина во дворот, во кокошарникот и на крајот од кога ќе ги дадел советите за наредниот ден, па со чашка ракија, па со песна,
си живееле луѓето затоа што и затоа живееле по 80-90 години, затоа што и селанец, односно селското семејство е едно мало предпријатие кое што тие на пазар оделе само да купат сол, масло за јадење и газија. Другото се го произведувале. Селото од Костиски не излезе никогаш, иако студираш и заврши новинарство во Скопје, живее во Прилеп и Скопје, но градовите никогаш не го придобија. Јас сум роден в село. Јас моето детство помина во моето село Рилево. И кога се запишав на факултетот на правниот група новинарство, таму имавме еден оддел за документаристика. Ја да ви кажам реално, во Скопје живеам, ама не сум во центарот. Јас сум во Волково, во селото Волково. Мојата обсесија е селото, дури ќе ви кажам една работа. Кој ќе ми заврши моја работа, веќе ја ќе се вратам село, си ја чувам куќата. Таму сум роден, таму ме влечи. Тоа е моето. Таму се моите корени, мојот прадедо, мојот дедо, мојот татко, па јас. Значи, дури кога ме прашуваат вака, велам, нашите села нудат многу убави услови за живење. Може би малце, не често пати е се малку политика, али ќе се отрнам, често пати се обвинуваат власта, владата. Вака едно би рекол, имаме куќи, имаме ниви, имаме ја многу пати велам, жално е да имаш куќа во селото и да оставиш да падне. И да дојдеш обрче во градот во 50 квадрати од овој станче, а имаш 5 хектари земја, имаш куќа кој што е 100 години стара, има и понови. Но ќе речам, село сум роден, за селото работам, сите сарајќаме кои ќе замениме село, ќе се вратам, што се вика. Во меѓувреме, Костиски напиша 3 тома книги од 1500 страници за да ја овековечи македонската традиција и село. Мојот пишан така збор, освен кога ги правам текстовите, речи го за документарните репортажи, имам објавено до сега 3 книги. Првата книга, тоа се сите историски повести. Првата книга е Маријово жива историја. Втората книга е Дебарца, славна Дебарца, неизгаснати огништа. Дебарца е темелот на современа Македонија. Третата книга е Порече историографски записи. А инаку, во мојата документација, кој што имам архивата моја, да бидам реален, над 15.000 документи, кои што чекаат да бидат објавени. Ако јас не ете, јас се горден што мојот син Виктор Костелски ете по моите патеки, тргна, а имам и внука Анастасија. Виктор си ми повеќе према камерата, Анастасија внука ми повеќе према пишаниот збор, така да се надам дека ова документација ќе биде објавена. И спремам уште една историска повест. Тоа е за едно село во Струшко, селото Мислешево, каде што значи одам на тоа да се легни малце материјалот, затоа што пишаниот збор, овие книги што ги правам доста на публиката. Најголема рецензија е публиката, моите соселани. Тие го и тоа го правам раскажувачка форма. Како тоа што го правеше и Стале Попов, си беше еднаш, како тоа што нашите баби не ги раскажуваа приказните, па историјата на македонскиот народ се приказните во раскажувачка форма, како што мојата баба ќе кажеш си беше еднаш, едно дете си дојде и така натаму и така натаму. И со тоа што овие пишани документи што ги имам јас, мој идол така да речеме Стале Попов, каде што Стале Попов ја остави неговата книга недопишана. Јас се обидов да ја надополнам, но ќе оставам таа книга на Стале Попов да ја надополнуваат и да ја допишуваат генерациите наши македонци кои што ќе доаѓаат по нас. Костиски денес не застанува, туку чекори напред да ги посети и преостанатите села кои што ги има во државата. Јас кога патувам се чувствувам како домароден. Луѓето, мештаните, моите соселани ме пречекуваат како да сум дел
од нивното семејство. Се тоа што го работам со една цел, да го оставам на генерациите млади македонци кои што ќе доаѓаат после мене, после оваа генерација, да остане во колективната меморија на македонскиот народ за овие наши убави македонски села, за да не остане покриено од правта на заборавот. Тоа е Зоран Костевски од Рилево, човекот кој годинава полни 60 години, кој со својата нарација најавтентично зборува за бескрајно долгата традиција, обичаите кои веќе се заборавени, радоста, загубата, но и последното зрно надеж дека селата пак ќе бидат извор на животот.